Денес можевме сите да се увериме дека ова намалување на цените се почитува од страна на производителите и од страна на трговците и истото се однесува како на замрзнувањето на цената на лебот, така и на замрзнувањето на цените на тестенините, односно намалувањето и за намалувањето на цените на млечните производи кои што ги наброев. Напорно работевме за да ги донесеме овие одлуки и сакам да се заблагодарам на министерот за економија, на директорот на Државниот пазарен инспекторат, на колегите кои што работат со нив, кои работеа на анализи, на многобројните состаноци со представниците на производителите, на трговците и се види дека низ работа може да се постигне она што е во интерес на граѓаните. Затоа и ги носиме овие одлуки, бидејќи знаеме, а тоа го покажа и анализите, дека намалувањето на цените на овие производи битно ќе влијае врз џебот на граѓаните, односно ќе создадат олеснување на семејниот буџет. Министерството за економија ги следи во дневна база сите случувања во делот на цените во државата, посебно за основните преамбени производи. И сакам уште еднаш да ги повикам стопанските комори, нашите производители, увозници, да направат големи напори, да покажат општествена одговорност и самите да почнат со намалување на цените, имајќи го предвид трендот на намалување на суровини и во светските берзи, но и согласно намалувањето на цените на енергенсите како мерки кои ги носи владата. Во тој случај, ако тие сами ги намалуваат, секако дека имаме простор дополнително да излеземе во пресред за да ја задржиме нивната конкурентност, а зошто да не да ја зголемиме нивната конкурентност. Затоа до крајот на наредната недела ние ќе подготвиме информација до претседателот на владата со детална анализа за да речи секој производ и согласно тие анализи ќе се дизајнират, креират новите мерки кои ќе следат најверојатно во април. Мерките ќе бидат насочени и кон стопанството, и за тие сектори кои ќе покажат општествена одговорност, а секако дека ќе бидат насочени и директно кон граѓаните, тие што имаат најголема потреба, тие што ги немаат соодветните приходи во нивните семејства, се со цел да се справуваат со ова криза која не е само во нашата држава. Од утринава до сега нема нерегуларности, до пред половина час нема нерегуларности, но како што кажав, пред себе сакал да почекам да го добијам деталниот извештај до крајот на денот и во текот на денешниот ден или максимум утре да излеземе со подетални информации и доколку има, ние како државен инспекторат ќе ги објавиме со називите на субјектите каде има. Бидејќи овие одлуки се во интерес на граѓаните и сите ние треба да се стремиме да се почитуваат одлуките, а трговците да ги почитуваат одлуките, бидејќи само така можеме да покажеме и да покажеме и граѓаните да осетат дека стварно ќе се намалат цените и на другите продукти. Нека биде ова потик самосвесно трговците и производителите да ги намалат и другите продукти.